Спортски поздрав, почитувани, во спортската сала, но во малата, во спортскиот центар Борис Трајковски, во нашиот главен град. Ова попладне, ова вечер ќе играат Работнички Скопје и Газели волеј во завршниот надпревар од Пролигашкото друштво кај дамите во рамките на третото коло, и со ова ќе биде заокружена оваа приказна која што започна при крајот на претходната работна седмица. Во неа Јанта волеј славеше против Ускане на гостински терен со 3-0, Наковски волеј го совлада Пилистер со 3-2 во 5 сета со пресврт, Младост Угода Вардар М 3-0 и 3-0 победа на Струмица жени против Фитфан волеј. Значи ниту еден меч не се играше во 4 сета, а според прикажаното на почетокот од оваа надпреварувачка година и Работнички денеска верувам дека е осоколен за да дојде до уште еден триумф од 3 сета како ги победи Струмица жени тука и на гостувањето кај Фитфан со 3-0. Додека пак Газели загуби од Наковски во првото коло со 3-0 во Струмица, на домашен терен го совладаа тимот на Младост Угода од Штип со 3-0. Така што верувам дека и ова ќе биде уште една добра, атрактивна, интересна женска одбојкарска приказна. Трифуновска, Баталаковска, Димитриевска, Ѓуровска, Ѓурѓевиќ, Петреска, Стојанова, Василевска, Лескаровска, Балов, Костовска, Павловска, Милевска и Трајковска се во ростерот на Душко Деспотовски, на асистентот на нашиот селектор во женската одбојкарска репрезентација на Македонија, заедно со Јане Попов и со Милена Касовска, се на клупата на тимот од Скопје, тимот кој што и оваа година атакува на двојната круна. Ќе видиме дали би успел во нешто такво, а има пред себе надпревари во Челендж купот на ЦЕФ. Газели волеј пак предводени од Дејан Стојанов, од нашиот младински селектор, претендент за селекторската позиција во женската репрезентација, заедно со Бранка Калиникова го гледате. Тука треба да ги Јанета Пенова, ги има Поп Јордановска, Горбок, Ева и Даниела, заедно со нивната трета сестра близначка Сара. Тука се и Пренк, Зврлевска, Поповска, Сотировска, Калиникова, Дикова, Георгиевска, Теа Терзиевска и Теодора Ракочевиќ. Единствената србинка и единствената одбојкарка од странство денеска на теренот. Елеонора Петровска и Славчо Здравевски се првиот и вториот судија на денешниот меч, а делегата е Светислав Пејица. Оваа судиска двојка ја гледавме и во претходните надпревари од овогодинешниот старт на новата сезона во одбојкарското женско првенство. Кај нас денеска повторно добиваат шанса, им судија на Младост Угода Штип и на Фитфан волеј во оној надпревар од првото коло. Но тогаш горе на столчето беше Здравевски, а Елеонора беше втора судика. Денеска улогите се променети. Говорев за тоа дека и во двата тима нема премногу интернационалки, односно има само една во гостинската екипа, и го селекторот на македонската фудбалска репрезентација Благоја Милевски. Тука е да ја гледа коректорката на Работнички, неговата ќерка Андротеа Милевска, која оваа сезона треба да добива многу посериозна шанса од Душко Деспотовски, ако сакаме напредок на оние млади, перспективни и потенцијални наши сениорски репрезентативки, како што е случајот со Мери Бошковска, например, во екипата на Јанта волеј. Работнички ќе игра во Естонија, во градот Јури, во салата Раја Спорт Ди Комплекс. Двата надпревара од дуелот Челендж купот против Раја Спорт Дикол ќе ги игра на гостински терен на 4 ноември од 18 и следниот ден исто така на 5 ноември од 18 часот. Во Челендж купот на ЦЕФ се надпреварува и Наковски волеј, тие имаат предизвик во Острава, во салата Варенска, а ќе играат на 29 октомври, за 2 дена од денеска, додека ремашот во Струмица во салата Парк е закажан за 5 ноември. Работнички еден од 5 клуба кои ја представуваат Македонија во меѓународни рамки во турнирите на ЦЕФ оваа надпреварувачка сезона, и јасна е определбата да се подигне квалитетот, да се почувствува како е да се игра против подобрите, помоćните, поквалитетните и по моќните финансиски гледано од таа природа или од тој аспект во меѓународната, односно во европската одбојка. Очекуваме да започне овој надпревар со едно темпо кое што треба да биде препознатливо и за Работнички и за Газели волеј во оваа сезона. Не верувам дека ќе има премногу изненадувања во однос на изборот. Фросина Трајковска останува на позицијата прво либеро, потоа Тамара Стојанова, капитенот на Работнички, е на примачката дијагонала. Тука е средната блокерка Марија Василева, треба да и Ана Павловска на позицијата среден блокер, коректорката Милевска
И дилемите за овој надпревар беше кој ќе игра на втората примачка дијагонала, дали Клара Ѓуровска, што треба да е во трет план, затоа што таа е најмладата, тука е Баталаковска и Карија Трифуновска споменав, но и Ирма Ѓурѓевиќ. Ќе тргне екипата на Работнички со прв напад и со прв сервис. Ја гледате македонската репрезентативка Марија Василевска, средната блокерка на Работнички. Во фокусот на почетокот од овој меч, тука е Ева Горбок со број 3. Таа е во составот на Газели. Прво име е секако Теа Терзиевска, нашата сениорска репрезентативка, која што се враќа во македонската одбојка. Тука е искусната Емилија Попјордановска, капитенот на македонската женска репрезентација. Изненадува тоа што во Газели волеј Попјордановска не е капитен, туку е Теа Терзиевска. Со Андротеа Милевска ќе тргне Работнички. Во овој воведен прв сет. Старт на мечот. Еднаш прием на Попјордановска. Одиграна топка за Горбок, тоа беше Даниела Горбок, па веднаш напад на Работнички, во дијагонала биеше Карија Трифуновска. Од втора линија Теа Терзиевска, рефлексна реакција, нема префрлување на оваа топка, греши Балов, поенот е за Газели, добар скок на Даниела Горбок за прв нејзин поен. Трите близначки имаат 16 години, керки се на Сергеј Горбок, се сеќавате на ракометарот од Русија или Белорусија, кој што освои титула со ракометниот клуб Вардар во Лигата на шампионите во 2019-та. По првиот успешен напад, еве и првата сервис грешка на екипата на Газели. Матеа Сотировска сервираше. Изравнување на стартот од првиот сет 1-1. Карија Трифуновска оди на сервис за Работнички. Моќно со скок до либерото Попјордановска, нема таму доволно простор за да се интервенира на оваа топка и прв за Карија Трифуновска, водство на Работнички од 2:1. Останува примачката на сервис. Видиме приемот на Газели дали ќе биде подобар во овој втор напад на сервис на Трифуновска. Сочекан Данила Горбок. Нема акција ни средината, туку прв напад за Тамара Стојанова и незиниот прв поен. Очекуваме да игра агресивно, на брзи топки, да ги користи своите примачки Работнички. А од друга страна, Ракочевич треба да биде таа која што би блокирала. Добра скратена дијагонала од Даниела Горбок. Уште една штопката на половината на Работнички, потоа Андротеа Милевска завршува во аут. Он е 3-1. Повторно 1 разлика, но за Работнички Газели ќе сервира за второ изравнување во овој воведен сет. Мила Дикова ја гледате. Прва сервис грешка и за Дикова. Втора за незината екипа. 4-2. Василевска знае да го скрати сервисот. Овој пат нешто посилно до Терзиевска. Ловува и поминува. Втор поен за Даниела Горбок. Многу млада екипа има тимот на Дејан Стојанов, со исклучок на Попјордановска кој има 32 години и со Терзиевска кој има 25, Србинката Ракочевич 26, сите останати се под 18 години. Единствено Мила Дикова има 21. Ја гледаме Даниела Горбок. Ги видовте Петровска и Здравевски. Даден е знак, сега може да сервира Горбок. До Трајковска. Стојанова против двоен блок. Амортизирана беше таа топка во тој напад. Исклучена е Балов од позиција да
Мести техничарката затоа што беше на прием, таа ја спаси претходната топка, па Горбок од втора линија во аут. Или во поле аут. Поен за Работнички. Прва грешка од игра на Газели по двете кои ги направија на сервис. Има возможуваат на домаќинките да отидат на плюс 2 по втор пат, по оние 3-1. Балов. Вториот избор за техничар во македонската репрезентација. Го забележува првиот тас на мечот, втор за Работнички. 6-3. Во проблеми е приемот на Газели волеј. Терзиевска, нешто подобар прием сега, но не беше доволно добра наместена оваа топка. Ана Павловска доаѓа до првиот поен. 7-3 можеби ќе побараат и тајмаут ако продолжи вака да действува нападот по добриот прием. Лоша координација на Горбок и на Ракочевич за префрлување на таа топка преку мрежа и тајмаут логично за Газели волеј и за Дејан Стојанов. Кари е окей, не очекувавме, меѓутоа без разлика. И со скок сервис се пласира. Преку две зони слободно, значи не ми баре поедноставно. Ако не иде, после ќе менуваме, ќе играме на пола мрежа. Апсолутно. И посигурно само. Тоа што доби предност Карија Трифуновска пред Антонија Баталаковска и пред Ирма Ѓурѓевиќ се чини дека ја збунила стратегијата и пристапот кој што бил подготвен за одбојкарките на Газели волеј. Говорам, збунката е за Стојанов и за Каленикова. Резултатот е 7-3. Повторно Балов прави проблеми и доаѓа до ас. Втор неизим. Ниту овој тајмаут не извади од колосек. Изненадена беше Терзиевска од оваа топка, потоа и го блокираше просторот зоната каде што се стрча Поп Јордановска да ја спаси таа топка. Лоша координација. 8-3, максимални плюс 5 во првиот сет за Работнички Скопје. Поп Јордановска, уште еднаш проблематичен прием. Лошо бранат, барем во воведот на овој сет гостинките. И сега не успеа да одбранат. Андротеа Милевска доаѓа до првиот напаѓачки поен над преварот. 9-3, плюс 6 за Работнички Скопје. Уште еден ас на Јана Балов. Овие плюс 7. Се веќе проблематични за Газели волеј. Уште еднаш Балов до Поп Јордановска. Едва стигна оваа топка до техничарот, а Терзиевска завршува во мрежа. Втора грешка од игра, 11-3, нема време за чекање. Втор тајмаут за Дејан Стојанов. Или не? Продолжува мечот. Простете, мислев дека побара тајмаут и Балов и натаму до Поп Јордановска. Излегува сега Горбок со чекан Мести, пласирана топка, префрлува Јована Каленикова. Од втора линија Трифуновска атрактивно за втор неизин поен. Што се случува со Газели волеј и со нивниот прием? Тешко ги бранат и шеска и петка, па и единица. Во првата половина од овој прв сет. Единаесет 4. Претходно беше аут, а сега уште една грешка на мрежа. Да видим уште еднаш Балов. Две грешки поред. 11-5.
Лошо на прием од Стојанова. Удри на паралела Каленикова. Прв поен за 16 годишната примачка. Не. Поенот е секако за Газели, но е за Дикова. 11-6. Трифуновска до Балов. Стојанова во дијагонала. Го погодува полето. Втор поен сега и за капитенот на Работнички. Заврши минисеријата од 3-0 на Газели волеј. Стојанова до Горбок. Добар напад на Георгиевска. Се враќаат одбојкарките на Газели волеј. Сега не помогна ниту двојниот блок на Работнички за да ја спречат 17 годишната примачка да ја испрати успешно во противничкото поле таа топка. Лош прием на либерото, а за Газели прв на мечот. 12-8. Со растрепени раце ја дочека оваа топка Фросина Трајковска. Прием на Стојанова, па Андротеја Милевска, блокаут. Втор поен и за коректорката на Работнички. Блокираше Георгиевска. Ана Павловска на сервис за Работнички. Прием на Георгиевска, лош. А потоа либерото мести, топка за неа, поминува. Доаѓа до вториот незин напајачки поен. Петиот напад за Газели волеј во овој сет. 13-9. Георгиевска на сервис. Стојанова, Палов, Карија Трифуновска, во аут. Четврта грешка од игра на Работнички. По вториот, четвртиот и петиот сега го подарија и 10-тиот поен. Останува Георгиевска на сервис за Газели волеј. Го видовте Дејан Стојанов. Сега може да биде нешто посмирен, затоа што неговата екипа се враќа во надпреварот, а ова ќе помине преку мрежа. Со многу среќа Трајковска успеа да ја префрли половината. Сотировска ја прими таа топка по нападот на Андротеја Милевска. Но не успеа до крај да ја префрлат. Милевска е на сервис. Еве дел од присутните во малата сала во спортскиот центар Борис Трајковски. Диагонала во поле. Поен за Газели волеј. Не видов блок, мислам дека заврши во аут, судиите велат поле. 3 разлика. Стојанова, Балов за Андротеја Милевска. Сега Георгиевска со Градија смири таа топка. Балов, Карија Трифуновска против двоен блок. Ќе мести Горбок. За незината сестра напад на Даниела. Ова е топка уште еднаш во блокот. Сега добро поставена Ракочевиќ. Точна диагонала и поен за Газели волеј. Се враќаат во сетот на вистински начин. Храбро, атрактивно. 14-12.
Сотировска сервираше. Ракочевич се обиден на прва, па Трифуновска со корекција на овој напад. Балов спасена е топката. Трајковска до техничарката, до Балов, па уште еднаш претерува во овој обид Трифуновска да го изненади противникот. Прв поен за Теодора Ракочевич. Само еден разлика е. Но последен пат беше решено при они 1-1. Тайм-аут. Ќе биде ова за Работнички. Полека, доаѓаш до место не скокнеш. Зашто? Имаш да ги наместен. Значи не е битно ќе скокнеш на слайд, значи ќе застанеш, скокнеш како што кажат и тоа е тоа. Зашто? Значи на техничар, на центар на сервис имаме 30 контри другата страна. 30 контри на центар на сервис полека. Нема потреба да бидеме толку силно, само спустија топката полека, доаѓа се да вршува приказна. Дај сега 5-6 разлика ние доаѓаме сега на еден јас. Ајде, више ни излазиме. Ајде, ајде, земај. Видно вознемирен за она разлика и предност која испуштија. Има 2 пати плюс 6. Сега е само еден за нив. Напад на Тамара Стојанова. Уште еднаш таа со прсти. Успеа да спаси во четвртка. За момент изгледаше дека оваа топка ќе остане во игра, а потоа грешка на одбојкарките на Газели. Плюс 2 за Работнички. Сервира Карија Трифуновска. Поп Јордановска, уште еднаш изненадена. Во лоша форма е репрезентативното либеро. Ова е топка во аут. Четврта грешка од игра на Газели. Напајаше Даниела Горбок. Тайм-аут за Газели и за Дејан Стојанов. Имат се орео тие варијати што ги прават. Значи боље ви подготвува. Пази ти на незина топка тука пред да игра. Ајде. Може, ајде, ајде, ајде. На крај крајева и втора топка да задржиме, мора втора топка се дигне. Ајде, ајде, ајде. Ајде, ајде. На 7-3 реагираше со тайм-аут сега на 16-13. Тренерот на Газели Милевска до Ева Горбок. Па сега Трифуновска, грешката е на Балов. 16-14. Мила Дикова. Игра против своите. Беше дел од Работнички. Стојанова. Во рацете на Даниела Горбок, но моќен е овој смеч. Стојанова во тројка. Трет поен. Неизин. Деветиот напад на Работнички во овој воведен прв сет. Василевска беше постава на Газели. Поен за Работнички. Ги забележува овие мали, но важни детали Славчо Здравевски.
Не е среќен Дејан Стојанов од одлуката на вториот судија, но среќата доаѓа со резултатот, а не со грешките. Ова е добар напад на Газели. Забележија дека не брана доволно добро тука во тројка, на работа од шеска. Се фрлиан Дортеа Милевска по оваа топка. 18-15. На сервис е Даниела Горбок. 2 поени до овој момент за 16 годишната примачка. Трифуновска, Балов па Стојанова. Четврти поен за капитенот на Работнички. Нема да има овде ас. Балов. Прва ваква акција низ средината на мрежата со Павловска комбинација на техничарката, од ова Стојанова користи. И сега таа е најефикасната со 5 поени за плюс 5 на Работнички. Терзиевска, ова е добра топка и ова е убаво одработено и по мене најатрактивниот поен на овој момент во првиот сет. Теодора Ракочевиќ повтор пат забива прецизно. 10 поен од напад за Газели волеј. Перфектно одработено со техничарката на гостинскиот тим. Ракочевиќ на сервис. Трифуновска. Лош прием. Добар напад на Стојанова. И покрај лошиот прием доби употреблива топка од Балов. 6 поен за Стојанова. По трети пат во првиот сет Работнички има плюс 5. Топка во аут. Прва сервис грешка на Тамара Стојанова и прва сервис грешка на мечот на Работнички. Ке сервира Ева Горбок. Техничарката. Милевска во блокот. Рано е да се радувате кога поедот не е завршен. И затоа го губат сега, затоа што пред време се израдуваат дека го имаат во своји раце на своето конто од бекарките на Работнички. Шеста нивна грешка од игра. Ке се осудам да речам дека на моменти покажуваат и преголема самодоверба. И повеќе од тоа што треба да го имаат и да го чувствуваат. Трифуновска. Сега погодува, но чекаше топката да падне во поле пред да се израдува. 22-18. Една добра паралела од четврка на Карија Трифуновска. Павловска во мрежа, прва низина сервис грешка. Дваесет и 2-19. Ова е ас. Во вистински момент успеваат да го забележат вториот на надпреварот, а прв за Терзиевска. И сега аут.
Трета нивна сервис грешка, прва за капитенот. Поп Јордановска со една рака наместена топка. Дикова спасува Милевска. Лошо за Сотировска од Горбок, затоа не можеше да нападне. А за прв пат од втора линија Шеска погодува Стојанова. Ова беше исклучително долг, но важен поен во сетот, ако го освоја одбојкарките на Газели Волеј, ќе беше многу поразлично. Вака 40 топки за Работнички. Милевска, 2 аут. Седма грешка одиграна на Работнички. Како да не очекуваше оваа топка, Андротеја Милевска беше во диагонала, се обидуваше да погоди во единица. Сервира Матеја Сотировска. Ас. Прв за Сотировска. Не користат втора сет топка од бојкарките на Работнички. Уште на Сотировска до Карија Трифуновска, нешто подобар беше овој прием и затоа нападот може вака да биде одработен. 25-22 воство на Работнички од 1:0 со овој четврти поен на Карија Трифуновска, доволен за да дојдат до 15-тиот нападачки поен и воство од 1:0 по помалце од половина час. Работнички има 1:0 против Газели Волеј, 25-22 во првиот сет, во кој што одбојкарките на Работнички одработија 15 поени од напад, немаа од блок, но имаа 3 аса, 2 сервис грешки и 7 грешки од игра. Кај Газели Волеј 10 нападачки поени, ниту еден од блок, 3 аса, 3 сервис грешки и 5 грешки од игра. Има во своите редови одбојкарките на Работнички нивната капитенка Тамара Стојанова, која со 7 поени на ефикасна во првиот сет. 4 има Карија Трифуновска, по 3 за Јана Балов и за Андротеја Милевски и 1 за Ана Павловска. Дорека пак во редовите на Газели Волеј, по 2 поени за Сотировска, за Георгиевска, за Ракочевич и за Даниела Горбок и 2 има коректорката Миладикова, а 1 примачката Теја Терзиевска и тоа од сервис, односно ас. Направи суштинска голема предност од 6-7 поени во првата половина од воведниот сет. Тимот на Работнички по оние 3-1-5-3, па 10-5, 11-5, 13-9. Одири уште еднаш на плюс 5 при 20-15. Имаше 4 сет топки, ја искористи третата. Делува Газели Волеј дека може да ја одигра и многу подобро од тоа што го покажа во првиот сет на денешниот надпревар против Работнички, но за тоа секако ќе мора да го подобри приемот. Катастрофален, би рекол, лош беше во ведниот сет и од тука се тие 3 аса на одбојкарките на Работнички. И не само асовите, туку и по приемот топката треба да стигне до техничара, тоа најчесто не се случуваше во сетот кој што веќе е зад нас, а ние го очекуваме стартот на вториот. Да видиме Поп Јордановска може ли нешто подобро да одработи во одбрана, првото либеро на Газели Волеј, како и при мачките, особено тука мислам на Даниела Горбок, па и на нашата репрезентативка Теја Терзиевска. На блок добро поставена Ракочевич, но не добива често на времена поддршка за да се спои двојниот или да се формира троен блок. По сервисот на Терзиевска, напад на Работнички во аут, тргнува Газели Волеј со предност од 1:0. Со оваа прва грешка од игра на домаќинките.
Има 11 и една сервис грешка, 25 годишната Терзиевска. Уште една сервис до Стојанова. Паралелно на Карија Трифуновска се овде тука крај антена да ја протне таа топка, потоа блокаут и поен за Мила Дикова, број 3. 2:0 за Газели волеј. Еве корекции на графиката со резултатот, за да нема забуни за оние кои што сега се вклучуваат во овој меч. Милевска до Ева Горбок, не може да спасат оваа топка. Ова е малата сала во спортскиот центар Борис Трајковски. 4 поен за коректорката на Работнички. Трифуновска, за ова говорев, го гледавме и во првиот сет. Втора за Трифуновска, 5 поен на мечот. Израмнување 2:2. Сега многу подобар прием и напад организирано пласираше Матеја Сотировска, доаѓа до третиот неизин поен, а Газели победуваат повторно со +1 по ние 1:0, сега има 3:2. Трајковска извлече балов надвор од незината зона. Милевска во мрежа, 4:2 за Газели. Подготвен беше и двоен блок од Горбок и Ракочевиќ за Милевска, ако погодуваше. Вака сервис грешка на Газели. И еден разлика сега имаат само. Василевска во аут. Прва сервис грешка и за средната блокерка на Работнички. Дикова. Одличен сервис. Потоа скок на Даниела Горбок за трет неизин поен. 6:3 за Газели. Дуел со Балов и Даниела Горбок на мрежа со една рака. Подобро беше примачката. Мила Дикова. Одлично погоди во шеска. Ова е напад во аут, но блокаут е и поен за Работнички. Осми за Стојанова, прв во овој сет за неа. Јана Балов, 3 аса, без сервис грешка. Што се случува со овој прием? Па има опција и за второто либеро, за Викторија Пренк. Дејан Стојанов. 4 аса за Балов. Терзиевска казнува Стојанова. Никако да ја прима таа топка кога сервира техничарот на Работнички. Примачките на Газели. Ова е аут и нема контакт на блок. По обидот на Ракочевиќ да пласира. Значи по израмнувањето 6-6 сега со
Првата грешка од игра на Газели Волеј во вториот сет, Работнички прави пресврт и поведува со 7-6. Прво водство е ова за нив во овој сет, а потоа сервис грешка на Балов број 1 за 7-7. Сервис на Горбок до Фросина Трајковска. И на расен прием Милевска успева да погоди. Осум 7. Водство на Работнички, водство од 1-0 во сетови. Со Тамара Стојанова на сервис. Една сервис грешка без ас со 9 поени. Најефикасно во тимот кој што има предност. И воопшто на мечот. Трајковска како техничар, Карија Трифуновска во блок од враците на Ракочевич, сега Андротеја Милевска против двоен блок. Стигнува да спаси второто либеро на Газели Волеј, но ова е точна дијагонала на Андротеја Милевска, ја скрати буквално во линијата погоди. Шести нејзин поен. Но се охрабри Дејан Стојанов да ги даде шанса на Пренк. Тайм-аут. Само пратиме само со поглед, значи мора да реагираме. Визација, твоја одбрана, дизање и да блоки, да тие топки треба до крај. Ајде, не може, значи влегуваме од ова ритам и сами искачаме. Значи сами искачаме. Апсолутно. Пратите Сами смо само криви, дизање, ајде. значи пратите само значи дистрибуција на топка. Ништо повеќе. Ајде. Може! Ајде, концентрација, дечки. Дај. Ајде, че, може. Изненаден е Дејан Стојанов од тоа што неговите одбојкарки дозволуваат од добра позиција да му овозможат на противникот тој да направи пресврт и да поведе. Јасно е дека искуството на страната на Работнички грешка на Тамара Стојанова, број 2 на сервис. Вистински момент за Газели. Чека дозвола Теодора Ракочевич за сервис. За израмнување би било тоа четврто по 2-2, 6-6 и 7-7. Терзиевска во разговор со Елеонора Петровска, со првата судика. Стојанова, Балов за Карија Трифуновска. Топка на паралела, спаси Горбок, Терзиевска ќе нападне против воен блок и ќе помине, не. Поено теза Газели и израмнување има 9-9. Ништо не видев. Стојанов. Милевска. До Ракочевич. Па сега Дикова се обиде да погоди. Шанса за Работнички преку нивната коректорка. Спаси Дикова. И на крајот поен за Работнички за водство 10-9. Сервис грешка
Број 4 во вториот сет на Работнички. 10-10. Втора е за средната блокерка Павловска. Легува втората техничарка Матеја Поповска во игра на местото на Ева Горбок кај Газели волеј. Поповска страутен напад на Трифуновска. Проблеми за одбраната на Газели волеј. Водство на Работнички од 11-10. Милевска на сервис. Без сервис грешка со 7 напајачки поени е коректорот на Работнички. Терзиевска, лоша примена топка. Се враќа на половината на Работнички, пласира Марија Василевска и таа доаѓа до својот прв поен. За Работнички ова е 12-ти во вториот сет, 8-миот напад. Една сервис грешка, една грешка од игра на Газели волеј за овие 12 вкупно на Работнички. Има прием, а потоа има и точно префрлување. Пети поен од напад на Газели волеј, 12-11. Тоа треба да е Георгиевска и незиниот трет поен. Има 17 години и ќе почека за својот прв фас на мечот. Блок на Василевска. Трифуновска оди на сервис. Пречесто има префрлувања, иако и ова сега минува. За Балов пети поен, прв од напад, има и 4 јаса. Предност од 3 на Работнички, не смее Газели волеј сега да дозволи противникот да се одлепи дополнително за лична самодоверба и постигнува важен поен во оваа акција, одработена за средната блокерка Сотировска. Потоа греши по трет пат на сервис, втор пат во овој сет. Двете сервис грешки во вториот сет се на Сотировска за Газели волеј. Се обидуваше да погоди на 9 метри. Василевска. Па и ова е грешка, односно грешка на Газели волеј, мас на Марија Василевска. Тајмаут за гостите. Прсти да се прими. Да нападне да разбере, значи не напаѓа едноставно. Или е кратко или е долга топка без разлика, влези, значи прими со прстите. Матеја, значи сакам, значи и 1 и 5 до крај да своја почетна позиција. Значи не ми мрде до крај. Значи први нас одбраниме, па после све друго си играње. Значи ништо не направија по-различно да можам да кажам дека имаме некоја промена у линија или било што. Се од нас зависи. Ќе да бидеме мирни, задржи игра, дигај класична втора топка. Тоа е тоа. Ајде.
Продолжува овој сет. Може ли да бидат смирени? Како што го побара тоа од нив обекаките на Газели. Форсирана Тамара Стојанова и доаѓа до 10 поени. Прва со двоцифрен број на поени во мечот. 10 напати на работнички во вториот сет. Оди ова кон 2-0. Василевска ќе помогне за да се одржи неизвестноста со незината втора сервис грешка. И ја гледаме Миладикова. И таа без ас, иако по мене има најопасен сервис од тимот на Газели, зависи само дали ќе погоди. Втор пат греши на сервис. Осумнаесет, 13. Балов до Пренк и сега Горбок. Еве атрактивен поен на Даниела Горбок. Изим четврти. Тука ни либерото, ни блокот, ни примачите, сите во расчекор лошо поставени во поле. Неа брана е зоната каде што завршуваше Горбок. Павловска против блокот, спаси Поповска. Грешка на Газели волеј, поен за работнички, а само втора од игра на гостинската екипа. Добива повторно плюс 5 домаќинот. Стојанова. Горбок со помош на сајлата, со помош на мрежата, доаѓа до петтиот поен. Прва со 5 поени во тимот на Газели волеј. Осмиот напад на незината екипа, 80 на мечот. Во напаѓачка акција. Убаво тука сега од шеска успеа да помине Даниела Горбок. Сервира Теодора Ракочевич. До Фросина Трајковска, па Павловска префрли, поенот е нејзин, втор на мечот, прво овој сет. 20-15. Во првиот сет имаа 4 сет топки, потрошија 3 за да дојдат до 25-22. Павловска. Ас. Прв нејзин. Четврти на работнички во вториот сет. Ова може би одеше во аут, спаси Горбок, но без разлика на тоа Георгиевска покажува добар скок и точна топка во аголот, во дијагоналата, погоди во петка. Одново е 5 разлика. Стојанова, Балов, Андротеа Милевска греши. Само втора грешка од игра во овој сет на работнички. 7 направија во првиот, но чиста позиција, деконцентрација, несигурност во себе. 21-17, 4 разлика има плюс 6. Се враќа во игра Газели волеј.
Трајковска, Балов, Карија Трифуновска во блокот, во рацете на Сотировска. Го првиот поен од блок за Матеја Сотировска и прв поен ваков од блок на Газели волеј во надпреварот. Со број 13 ја видовте Сара Горбок. Ова е ас. 21-19. Прв ас во овој сет. На одбојкарките на Дејан Стојанов. Тајмаут за Работнички. Ова беше првиот тајмаут на Работнички во вториот сет. Почувствува Душко Деспотовски дека мора да реагира. Уште еден сличен напад и сервиса фатена е одново на блок. Баталаковска сега, одново од Сотировска. Осумнаесетиот, сега и 20-тиот поен од блок на Газели волеј за вистинско враќање во овој сет. Стојанова ќе стигне некако оваа топка во полето на Газели волеј. Прекината е серијата на гостинките 22-20. За прв пат ќе сервира Антонија Баталаковска. И таа доби шанса во завршницата на овој сет. Добар напад на Сара Горбок. Чудно што таа порано не влезе во игра за гостинките. Префрлува Даниела Горбок. Трифуновска во блокот. Мислам дека поенот на Сара Горбок, што е помалку важно, измени во составот на Работнички. Добива шанси Ирма Ѓурѓевиќ. Топка во аут. Во најлошо можно време прават сервис грешка. 23-21. Ирма Ѓурѓевиќ ќе сервира за Работнички. Василевска, Балов, Стојанова. Комбинацијата за овој важен поен за Работнички, кој сега има 3 сет топки. Ѓурѓевиќ останува на сервис. Одбрана од Ѓоргиевска, напад на Горбок. Непречено, нечувано, никој ниту еден на блок. Од Работнички 6 поен за Даниела Горбок. Неа користат повторно првата сет топка како и во првиот сет од бекарките на Работнички. Сотировска.
Блокаут 25-22. Со поенот на Тамара Стојанова, 12 на надпреварот, одбојкарките на Работнички победуваат со 2:0. Работнички Газели волеј 25-22, како во првиот, така и во вториот сет, во кој што одбојкарките на Работнички не одигра идентично како во првиот, нешто послаби во напад со 12 поени, 1 од блок, 4 јаса, 3 има во првиот, 5 сервис грешки направија, 3 повеќе од првиот, но 5 помалку од игра, само 2. Газели волеј 10 поени од напад, колку и во првиот, одработија 3 поени од блок и тоа за 18, 20 и 21 поен за нив во вториот сет, но не достигаа повеќе точни топки и приемот. Консолидацијата на приемот и покрај тоа што менуваше, Стојанов ја седна по Јордановска на клупа, доби шанса, Пренк влезе во игра и Георгиевска доби поголема можност и Матеја Поповска на позиција техничар, сепак и тоа не донесе доволна разлика за одбојкарките на Газели, кои што тргнаа со предност од 2-0, 5-3 во сетот до првото изравнување 6-6, сепак не успеа докрај да го одржат ритамот и со тоа да го однесат овој надпревар во некаква посериозна неизвестна разврска, вака 2-0 и прашањето е дали Работнички би рекол ќе оди на трет надпревар поред со 3-0 на стартот од новата сезона или можеби Газели волеј во овој трет сет ќе покажат нешто поразлично. Сме гледале такви нешто, особено во женската одбојка, не само во Македонија, туку и во Европа, па да видиме како ќе се развиваат сега работите во третиот сет, во кој што Работнички верувам дека ќе атакува на брзи 3-0 оваа вечер. 1 час до овој момент одбојка во малата сала во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје, во домот на повеќекратниот шампион на Македонија и поранешен освојувач на купот. Милевски е тука да ја гледа Андротеја Милевска, но наскоро ќе треба повеќе да се насочи за она што го очекува македонскиот национален фудбалски тим и дуелот со Велс во мундијалските квалификации. Почеток на третиот сет, Баталаковска на сервис за Работнички. Сега таа останува во составот, а добар напад на Сара Горбок. Втор нејзин поен. Водство на Газели од 1-0. Може би требаше да добие порано шанса Сара Горбок. Но ајде, ќе видиме како ќе игра во овој сет. Одбојкарката со број 13 има 16 години, како и двете нејзини сестри близначки во составот на Газели. Баталаковска во Сајла, грешка е ова на примачката на Работнички, имаше и сезона зад себе во кариерата како коректорка. 2-0, како и во вториот сет. Горбок, Даниела на сервис. Поенот е за Работнички и за Марија Василевска, пети на мечот. Ирма Ѓурѓевиќ, сега оди на искуство. Душко Деспотовски со Ѓурѓевиќ, со Баталаковска, со Балов. Тамара Стојановска. Поен број 13 за примачката на Работнички, ако погоди во поле. Да. 2-2. Каков кадар беше ова, човек да си помисли на најлошото. Се е во ред со Форосина Трајковска. Аут. И сервис грешка прва на надпреварот за Ирма Ѓурѓевиќ. Повторно водство на Газели. Сотировска. Стојанова
Балов за Баталаковска. Знае да погоди од оваа позиција. Прв поен за Антонија Баталаковска. Второ изравнување во третиот сет. 3-3. Горбок со лошо примена топка, префрлена од Георгиевска преку мрежа. Проблеми и за Работнички да организираат таа акција. Ќе добијат нова шанса по ова префрлување. Стојанова блокаут. Оден искуство сега 28 годишната примачка доаѓа до 14-тиот поен. 4-3. Горбок блокаут. Втор поен за Сара Горбок од напад, трет на мечот. 4-4. И во првиот и во вториот сет се одржуваше гостинскиот тим. Потоа доаѓа оној пат на концентрацијата. Трајковска. Стојанова од тешка позиција, право до Сара Горбок. Сега напад на србинката Ракочевич, но не со доволно сила, интензитет на таа топка. Еве се охрабрија конечно да удрат посилно во напад и поенот е за Работнички. За Павловска четврти, прв од блок, 5-4. Ѓурѓевиќ ја извлекува Балов, се намести да проигрува, да асистира кон Стојанова, таа погодува, доаѓа до 15-тиот поен на мечот. Работнички оди на +2, 6-4 и како повторно да фаќа залет пронешниот првак на Македонија. Сара Горбок со една рака, Балов поен за Сара Горбок број 4. Убаво преку блокот, добар скок. Ѓоргиевска. Ас. Број 1. А пети поен на мечот за Софија Ѓоргиевска. За изравнување 6-6. Ниту Стојанова, нити Трајковска сега се разбра која ќе оди на таа топка. Сега Трајковска до Балов, па Баталаковска од незината омилена четворка. Сега е 7-6. Лош прием, ама лошо наместена топка и за Баталаковска. Грешка на Работнички, ново изравнување, 7-7. Ова за Работнички е 10-та грешка од игра до овој момент во мечот. Ракочевич. 2 поени од напад, нема ас, нема ни сервис грешка. Павловска, прво темпо ни средина. Сара Горбок до либерото Трајковска. Па потоа Ирма Ѓурѓевиќ користи невнимание на противникот и доаѓа до првиот свој напаѓачки поен за водство на Работнички Скопје.
Чекор назад на Даниела Горбок и остране брането во тројка. Павловска уште еднаш до Георгиевска, па напад со пласирање на Даниела Горбок. Сега таа е најефикасна со 7 поени, а минува Матеја Сотировска. Осум. Па сервис грешка број 4 на Сотировска. А прва воопшто било каква грешка на Газели волеј во третиот сет. Баталаковска. Поминува ова, ке беше таличен поен за Газели. Сара Горбок. 5 поен. А игра само во завршницата од вториот сет и еве на почетокот од третиот. 9-9. Сервис на Даниела Горбок. Стојанова. Поен за Работнички. Осмиот напад во овој сет, вкупно 16 за капитенот Стојанова. Ова предностот плюс 1 за Работнички. Реакција на Славчо Здравески. Не видовме што се случи, но мечот продолжува со ас на Работнички за 11-9. Прв фаса домаќинките во третиот сет. Лошо во одбрана и од второто либеро на Газели. Сега Ѓурѓевиќ право кај Георгиевска. Не се охрабри Сара Горбок да нападне на таа топка. Спасува незината сестра Даниела. Префрли Георгиевска. Сега и Стојанова. Ја бара оваа топка Сара Горбок. Пласираше на 9 метри со одбрани и Работнички, ама Василева и Балов не се разбраа. Василевска простета. 11-10. Од готово вересија, од ништо нешто. Го заслужија овој поен одбојкарките на Газели за упорноста, за желбата и за тоа што го демонстрираа во претходната акција. Сотировска петта сервис грешка. 12-10. Марија Василевска ќе сервира за Работнички со 2 сервис грешки без ас. Право кај Даниела Горбок. Поен за Сара Горбок број 6. Сега еден повеќе има само незината сестра Даниела Горбок и еден повеќе Матеја Сотировска, кој со она што досега го одигра си го задржија своето место во составот на Стојанов. Ги видовте меѓу другите и Терзиевска на клупата на Газели. Ова е ас. Има изравнување. 12-12 за прв пат по оние 9-9. Асот е за Сара Горбок. Незин 7 поен. Не стигна до одбрани Ѓурѓевиќ. Стојанова. Поминува. Поен број 17. Предност на Работнички со Балов на сервис, кој имаше 4 јаса, 3 во првиот и 1 во вториот сет.
Сега се одбранија, а ова е за работнички поен за Баталаковска. Трет низин над преварот. Ја врати оваа топка во противничкото поле по нападот на Георгиевска. Тайм-аут за гостите. Тамара, гледате само по движење. Значи и дава кратка топка високо, она се мести по дијагонала. Значи тоа треба да се препознава цело време. Тоа треба да се препознава цело време. А и втора работа, значи ви кажа во 5-4, значи го имаат напад меѓу 6 и 5. И повторно ние со поглед тоа го гледаме. Значи нема чекор од место, повторно се рипа на поглед. Лек иде по долга дијагонала ја. И повторно сервис, товарете да не се цело време да Треба да се чита движењето, телото, говорот на телото на противникот, начинот на кој што ги завршуваат акциите, особено Тамара Стојанова која дојде до 17 поени, до овој момент тешко успеа да се одбранат од неа. Балов е на сервис до Даниела Горбок. Сара Горбок во напад, во блокот Баталаковска спасува и ќе оди во напаѓачка акција. Успеа да помине. А сега греши србинката Ракочевиќ. 15-12. Плюс 3 за работнички. Ако сака нешто Дејан Стојанов и неговиот тим Газели Волеј да вратат во игра, тогаш треба што поскоро да изротираат, ако сама не се изротира Балов, но еве сега со втората сервис грешка има возможува на одбојкарките на Газели малку да здивнат. (15-13), Георгиевска оди на сервис, има 11, вкупно 5 поени. Трајковска, Бово за Балов, Баталаковска во блокот. Прв поен на средната блокерка Ракочевиќ во овој сет, прв поен на надпреварот од блок, откако немаше ниту еден во вториот сет, вкупно трети на мечот. Четврти поен од блок за Газели Волеј на мечот и Георгиевска сервира за изранување. Со малку среќа, Стојанова доаѓа до поенот број 18. 10-тиот напад за незината екипа, 37-тиот напаѓачка акција на соочувањето со Газели Волеј. 16-14. Две сервис грешки, нема ас. Стојанова. Горбок. Повторно шанса за Газели. Низ средината поминува Ракочевиќ. Сега четвртиот поен го забележуваме за 26 годишната средна блокерка. (16-15). Во го избегна овој блок на Павловска. Ја спушти топката во тројка, немаше одбрана од работнички. Ѓорѓевиќ. Стојанова со прсти. На прво да игра попоска. Па Сара Горбок. Баталаковска, ако нема мрежа, поенот е за работнички. 17-15. Велат Петровски и Здравески. Балов, Василевска. Право темпо, убав поен, шести за средната блокерка, во вистински момент за незината екипа, откако се почувствува малку немир, нервоза во редовите на работнички, а фаќаше залет Газели Волеј. 3 разлика,
И тайм-аут за гостите, за Газели Волеј и за Дејан Стојанов. 2-0 имаме до крај. Разбирате што ви кажам преди. Океј, фокус на тоа. Немојте пред време. Гото препознавајте со прсти пред. Дани. Значи не може да така. Ајде, 1 и 5 исто не ми функционираат апсолутно како заштита. Ако се излекуваат тие топки у дупки, мора да се соберат. Ајде. Не делува многу среќна председателката на клубот на Работнички Скопје и покрај тоа што незината екипа води со 2-0 во сето и 18-15 во третиот сет. Горбок, успешно, точно, поен број 8 за Даниела Горбок. Дваесет и седми поен од напад за Газели Волеј против Работнички. 7 во третиот сет, по 10 има во првиот и вториот, а сега Матеја Поповска ќе сервира. Спаси Трајковска, Стојанова пласира во поле. Поен број 19, предупредуваше на единица и петка Стојанов неколку пати на тајмаутите. И повторно таму поминува ова пласирање на капитенот на Работнички. Ова е на страната на Газели, поенот е за Работнички. Ова е втората гостинска грешка од игра во овој сет, 9-та на мечот, 20-16. Блиску сме до брзи 3-0. Блок уште еднаш. Даниел Горбок со чекан, потоа Сара Горбок префрли. Стојанова има контакт на блок, поенот е за Работнички. Се забележи тоа веднаш. 20 поен на Тамара Стојанова. (21-16). Баталаковска го погоди либерото. Пренк. Многу паметно од Сара Горбок да го одигра овој напад на ваков начин. 1-1 против блокот на Ирма Ѓурѓевиќ. Одеше во незината десна рака за да добие блокаут за сигурен поен на Газели. Даниела Горбок до Стојанова. Па Ирма Ѓурѓевиќ без да скокне од место ја испрати оваа топка. Има ли контакт на блок? Не. Напајаше Сара Горбок. Поен за Работнички. Блиску беше. Па и не толку блиску од овој агол сега, кога ќе видиме како Балов ги имаше поставено рацете. 22-17, 5 разлика. Нема право на тајмаут тренерот на Газели Волеј Дејан Стојанов и неговата помошничка Бранка Каленикова. Но не се откажува ова девојче, 16 годишната Сара Горбок. Доаѓа до 9-тиот поен. Може би ќе и дадат поголема шанса во следното коло против Струмица жени. Откако ја преседе на клупа првиот и вториот сет. Играта денеска против Работнички, говорам за Сара Горбок. Фатра на блок Стојанова. Уште еднаш на идентичен начин. Зошто би поминало ова? Поен за Газели. И за Ракочевиќ 5 на мечот. Одлично е заштитата, оставете само топката висока да може четврка, пак и иде висока, ако има заштита, меѓутоа дај да биде нешто прави.
Ова беше тајм-аут за смирување на емоциите, на нервите, на рацете. Од Душко Деспотовски има право на уште еден тајм-аут ако има потреба такво нешто, но се чини дека нема да има. 23-19 по оваа сервис грешка на Газели Волеј. Шеста сервис грешка на Матеја Сотировска. Најнепрецизен сервис има во тимот на Газели вкупно денеска на мечот. Василевска со 2 сервис грешки и 1 ас. Сервира во Даниела Горбок. Сега Сара Горбок, блокаут. Поен број 10 за Сара Горбок. Поен број 10 и од напад за Газели Волеј во сетот, 30 на мечот. 23-20. Сервис во аут од Сара Горбок за прв пат. Греши на сервис 4 сет топки за работнички и тоа сет меч топки. 9-тиот, 12-тиот, 23-тиот и 24-тиот поен од бекарките на Газели им го подарија на противникот со сервис грешка, а мечот завршува со ас 25-20. Повеќекратниот првак на Македонија работнички Скопје ја продолжи серијата со победи во 3 сета на стартот од новата сезона, откако и во третото коло славеше со 3-0, сега на домашен терен против екипата на Газели Волеј со 25-22 во првиот и вториот и со 25-20 во третиот сет. До оваа победа од бекарките на работнички дојдоа со 20 поени на Тамара Стојанова, расположени беа за моменти Трифуновска и Василевска и Милевска со по 6, кај противникот во составот на Дејан Стојанов се разбуди Сара Горбок, која што доби шанса на крајот од вториот и го одигра третиот сет и дојде до 10 поени и таа е најефикасна, ја следеше негозината сестра близначка Даниела Горбок со 8 поени во следното четврто коло. Газели Волеј ќе го дочека тимот на Струмица жени, додека работнички Скопје ќе гостува кај Вардарем. Тоа е сублиматот од денешниот надпревар кој што го проследивме на програмата на Македонската телевизија, уште еден надпревар во кој што има помалку од 1 час и 30 минути одбојка во ова до некаде дерби во рамките на третото коло, во кое што подсетувам Јанта Волеј славеше против Ускана со 3-0 на гостински терен, победа во 3 сета и на Младост Угада против Вардарем од 3-0 и Струмица жени Фитфан Волеј 3-0 и во 5 сета во Струмица по воството на Пелистерот 2-0 се врати Наковски Волеј и на крајот славеше со 3-2. Следниот пренос од Балкарското првенство на Македонската телевизија е закажан за вчетврток. Се враќа македонската машка клубска одбојка на програмата на Македонската телевизија со дуелот помеѓу Работнички и Гог Борец на Матава 3 вчетврток од 20 часот и 30 минути. Јас сум Дамјан Николовски, ви благодарам за вниманието и ви пожелувам да останете со понудата на Македонската телевизија. Поздрав!